бројни инвестиции во македонското здравство. Пред неколку дена министерот за здравство Никола Тодоров најави дека веќе е распишан тендерот за изградба на новиот клинички центар Мајка Тереза во Скопје. Клиничкиот центар треба да започне да се гради некаде почетокот на наредната година, односно првиот квартал, а се очекува со градежни работи да се заврши некаде околу 2021 година. Само за изградба, како што вели првиот човек на македонското здравство, ќе бидат потрошени околу 70 милиони евра. Меѓутоа, тој нагласи дека при тоа додека се гради овој клинички центар, нема да се загрози работата на другите болници околу. На ова информација се огласија и дел од докторската фела, кој што ја поздравија одлуката за изградба на овој клинички центар. Велат дека изградбата на новиот клинички центар Мајка Тереза е круна на инвестициите од областа на здравството и нешто, како што велат тие, што долго време било потребно во македонскиот здравствен систем. Да слушнеме дел од нивните ставови. Имаме квалитетни кадри, квалитетни специјалисти, имаме квалитетна опрема, меѓутоа ако не се таа стави во една функционална инфраструктура, во една зграда, која што на функционален начин ќе ги обедини сите болнички одделенија, сите лаборатории, сите операциони сали, диагностички простории, не може да дојде до прав израз. Ова дојде како круна на сето ова што се случуваше, како врв на сите овие реформи во здравството. Секако, тоа е пред се за пациентите направено, но не само за пациентите, тие заслужуваат, впрочем, лекување, диагностицирање во еден ваков врвен центар, но исто така и за сите вработени, тоа се повеќе од 4000 вработени кои што учествуваат во работата на клиничкиот центар, заслужуваат да работат во едни вакви современи, најсовремени услови. Линеарниот акцелератор, само да напоменам, една од најсовремените машини за зрачење на лицата кои што се болни од рак. Оваа машина е мощна и прецизна затоа што не ги уништува клетките кои што се здрави. Апаратот, како што известуваат од Министерството за здравство, е веќе набавен и неговата вредност изнесува 2 милиони евра. Исто така, ово е четврти ваков апарат на територијата на град Скопје, додека пак бункерот се очекува да биде изграден за околу 9 месеца и само за негова изградба ќе бидат потрошени околу 50 милиони денари. Вкупно целиот објект ќе биде пуштен во употреба, како што велат од Министерството за здравство, некаде средината на 2018 година. Повеќе детали за ова нова инвестиција од вчера предлагам да слушнеме од прилогот во продолжение. Со поставување на камен темелник во дворот на градската општа болница 8 септември започна изградбата на бункер во кој ќе биде сместен нов линеарен акцелератор, еден од најсовремените апарати за лекување на заболените од рак. Акцелераторот, кој е четврти ваков апарат на територијата на град Скопје, е веќе набавен, а целиот објект се очекува да биде пуштен во употреба во средината на 2018 година, најавуваат од Министерството за здравство. Станува збор за најсовремена градба на бункер, чии што зидови се дебели 2,60 метри, односно по сите стандарди. И очекуваме целата оваа работа комплетно да финишира или проектот да биде оперативен некаде за година и пол од сега. Инвестиција која што е вредна некаде околу 50 милиони денари само за изградбата на бункерот. Инаку нешто на 2 милиони евра и со се набавката на акцелераторот. Акцелераторот е веќе набавен. Технологијата на работа налага прво да се набави акцелератор, да се знае каков е акцелераторот. Ако порано за зрачна терапија се чекало по 9 месеца, сега времето на чекање е намалено на 3 дена, што според Тодоров ја издвојува Македонија како една од земјите каде најбрзо се добива оваа здравствена услуга. На поставувањето камен темелник присуствуваше и председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, освен во комплексот клиники Мајка Тереза, каде во моментов има 3 акцелератори. Вакви ќе бидат набавени и изградени бункери за нивно сместување и во клиничките болници во Штип и во Битола, најави Груевски. Ќе биде од значење многу за пациентите кои што ќе имаат потреба да доаѓаат тука.
Дополнително ќе се растерети целата ситуација, кој во моментот нема некоја долга листа на чекање. Листата на чекање е многу кратка, 3 дена, за разлика од 2005 например, кога била по повеќе месеци. Сега е веќе 3 дена и тоа не се ни смета дека има листа на чекање. Меѓутоа сепак ќе биде добро затоа што во одредени моменти доаѓа до дефекти, заради кои што се поправки се потребни некојаш 1 или повеќе месеци, и од тој аспект ќе има и растеретување на комплекс од клиники Мајка Тереза. Во рок од 2 години и градската општа болница 8 септември ќе добие онколошко одделение, најавуваат од Министерството за здравство. Јас би сакала да го завршам ова мое јавување со уште 2 тековни инвестиции на кои што во моментов се работи, имено станува збор за изградба на нов клинички центар во Штип, кој што ќе им биде од корист на околу 200.000 граѓани кои што гравитираат во овој дел на Републиката. Паралелно на тоа се работи на градење на експресните патишта кои што водат кон Штип. Исто така во моментов се работи и на обнова на клиниката по хируршки болести Свети Наум Охридски.